Добра вечер, почитувани гледачи. Термин за вестите на КТВ телевизија. Македонците меѓу најдисциплинираните кога е во прашање даночната дисциплина, вели во емисијата ТВ Објектив на КТВ директорот на Управата за јавни приходи Горан Трајковски. Еве дел од неговото интервју во емисијата, која што ќе можете да ја следите во петок со почеток во 21 часот. Однос на даночната дисциплина, Македонија не само изминатата година, значи повеќе години назад, е неоценка на управата, каде што ние условно би били и субјективни, туку и на релевантни меѓународни фактори од типот на Меѓународниот монетарен фонд, кој секоја година врши редовна ревизија на работењето на управата, Светската банка, делегацијата на Европската комисија во Скопје. Управата, фактички македонските граѓани ги рангира како е меѓу првите 5 нации во светот во доброволното исполнување на даночните обврски. Тоа е гордост на нас како даночни работници, на даночна администрација, меѓутоа многу повеќе гордост на македонскиот народ, бидејќи често пати милувам да кажам дека доколку плаќањето на даноци било единица мерка за патриотизам, македонците биле меѓу 5 најпатриотски нации во светот. Продолжуваат средбите на градоначалникот на Кавадарци Александар Панов со жителите од местните заедници. Денеска градоначалникот Александар Панов оствари средба со наставничкиот колегиум и помошниот персонал во Општинското средно училиште Ѓорче Петров. Целта на состанокот беше презентација на програмските определби на градоначалникот во делот на образованието во 2014 година со осврт на земјоделско-шумарското училиште, како и негово запознавање со проблемите на училиштето. Во воведното излагање Панов ги посочи од определбите на општината дека под негово водство ќе се превземат сите потребни мерки и лобирања училиштето да го надмине кризниот период со недостиг на ученици, дека исто така нема да престанат вложувањата во подобрувањето на стандардот и условите за одвивање на наставата, се вели во информацијата од службата за односи со јавноста и се додава. Како еден од најгорливите проблеми во моментов професорите го посочија недостигот на ученици, затоа на наставнички колегиум тие разгледувале можности како и на кој начин да го направат нивното училиште како дел од средното насочено образование поинтересно за завршените осмоделенци. Го запознаа градоначалникот со идејата доколку е можно во склоп на училиштето да се отвори смер за фармацевски техничари, како и паралелка за фитосанитарни фармацевти и техничари. Сметаат дека овие две струки се блиски до постојните смерови од земјоделската и шумарската насока, особено во делот на европските трендови за производство на здрава храна и контролирана употреба на пестицидите. Како горлив проблем повторно го посочија Тенеќе Маало и ромската популација која живее во субстандардни услови и се однесува надвор од цивилизираните норми, правејќи при тоа проблеми како во самото училиште, така и во околната населба, правејќи го животот и движењето небезбеден. Од гостинот побараа да се превземат мерки за замена на преостанатите неколку дотраени дрвени прозорци со термо-ПВЦ, со што би се намалиле трошоците за грејење, а посакаа и одвојување на системот за парно од соседното индустријско училиште. Градоначалникот Панов ги прими нивните сугестии и желби советување дека прозорците ќе бидат заменети со средства од оперативниот буџет. Идејата за воведување нови смерови ќе ја пренесе на првата средба со министерот за образование, а за проблемот со Тенеќе Маало ќе се превземат соодветни мерки согласно законите во Македонија. Панов денеска се сретна и со наставниот колегиум и вработените во Средното општинско земјоделско-шумарско училиште Ѓорче Петров. Во рамките на редовните средби со граѓаните од руралните местни заедници, градоначалникот Александар Панов синоќ ја реализираше две, од кои првата со жителите на село Сопот, а втората со населението од Марена. На двете средби Панов во воведот информираше за реализираните проекти во минатата година, а се осврна и на приоритетите кои ќе ги има општината во однос на комуналната изградба во 2014-та. Подвлече дека во овие две рурални средини општината во изминатите години има вложено средства со кои се интервенираше во инфраструктурата, пред се канализацијата, како и во асфалтирањето и поплочувањето на улиците во двете села, се наведува во информацијата од службата за односи со јавноста при општина Кавадарци и понатаму се додава. Заеднички проблем на двете села е непријатната миризба која се шири од реката Лудамара како реципиент на отпадните и фекалните води на Кавадарци. Проблемот радикално се чувствува во Марена, чии жители побараа интервенција од општината и што побрзо решавање на овој проблем. При тоа предложија да
се интервенира со булдужер во речното корито со цел да се исчисти од стариот отпад кој се распаѓа, а реката нема капацитет да го однесе во долниот дел. Градоначалникот ја прифати оваа сугестија како времено решение, но ги потсети дека во изминатите 5 години тој како градоначалник успеа да догради 1600 метри нов колектор, како и да реконструира и надополни 400 метри од стариот колектор. Следна фаза е негово доведување до крајната точка каде ќе се гради прочистителната станица за која пари ќе обезбеди владата и дека Кавадарци е влезен во групата на првите 7 градови кои во наредните неколку години ќе добијат прочистителна станица. Во селото Сопот најгорлив проблем е оној со наводнувањето, кој пак не е во надлежност на општината, но Панов зеде обврска да последува помеѓу земјоделците и министерството со цел да се надмине проблемот. Во Сопот се интересира и за можноста да се доасфалтираат или поплочат преостанатите улици, со што селото ќе го заукружи урбанистичкиот лик. Во Марена пак дел од граѓаните кои живеат преку мостот во правец на Сопот побараа интервенција од општината во канализационата мрежа, која на времето е профилирана за 2 до 3 куќи, а сега на истата се приклучени 30-тина, што предизвикува проблеми. Градоначалникот вети залагање во надминувањето на проблемот, а на присутните им ја посочи придобивката од урбанизацијата на селата, со што општината ќе ги изготви плановите, а жителите ќе добијат урбанизации на нивните куќи. Се вели на крајот во информацијата од службата за односи со јавноста при општина Кавадарци. 1000 хектари обработлива земја ќе можат да купат земјоделците во Велешко. Во годишната програма на владата е утврдено дека може да се продава државна обработлива земја во атарите на општините Велес, Градско и Чашка. Предност во купувањето ќе имаат земјоделците кои површините ги имаат земено под закуп. Велешките земјоделци годинава ќе можат да купат државно обработливо земјиште. Според годишната програма на владата во Велес е предвидено да се понудат на продажба 1000 хектари обработлива земја. Површините се наоѓаат во општините Велес, Чашка и Градско. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Велес велат дека предност во купување ќе имаат земјоделците кои веќе имаат договори за закуп на парцелите. Ќе може, значи, земјата која што имаат под закуп да се пријави за продажба, а исто така ќе има и нови предложени парцели државна земја која ќе оди на licitација. Нема да има ограничување, исто ќе оди до 10 хектара продажба и над 10 комерцијални јавни надавања ќе бидат. Тоа ќе оди на јавна licitација. Предимство ќе имаат, тие што имаат договор склучено за закуп, значи ќе имаат предимство при купувањето. Подрачната единица на Министерството за земјоделие ги објави резултатите од минатогодишната работа. Според раководителот Трајковски, најмногу интерес има за субвенциите. За оваа владина помош во Велешко се регистрирани околу 5000 земјоделци. 500 од нив се регистрирани како индивидуални кои сами си ги подмируваат обврските за здравствено и пензиско осигурување. Министерството за земјоделство ги известува апликантите за субвенции дека рокот за поднесување на барањето за користење на субвенции од програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година започнува на 16 март 2014 година и завршува на 31 мај 2014 година. Инаку според податоците на Министерството за земјоделие во регионот на Велес под закуп има доделено 10.000 хектари обработлива земја. Годинава ќе се понудат дополнителни 1500 хектари. Резултатите од минатогодишната работа на подрачната единица на Министерството за земјоделство покажуваат дека интерес имало и за легализација на трактори. Така скоро 1000 велешки земјоделци лани поднеле барање за легализација на трактори и разновидна приклучна механизација. Од црната хроника, полицијата го приведе ЕВ, осуден на 4 години казна затвор за сторено кривично дело полов напад врз малолетник. Уште една успешно спроведена редовна акција на кавадаречката полиција. Имено утринава е приведен ЕВ, роден 1989 година, осуден на 4 години казна затвор за сторено кривично дело, полов напад врз малолетник помал од 14 години. Правосилната пресуда за ЕВ ја донесува Основен суд Велес, но тој неколку години бил во бегство надвор од Македонија. ЕВ доцна синоќе се вратил од Германија, а рано изутринава униформирани полициски службеници на полициска станица Кавадарци го приведуваат од неговиот дом. Во текот на денешниот ден приведениот ЕВ ќе биде спроведен до кривично-поправниот дом Идризово, потврдува за КТВ полицијата. 74 годишен неготинец се обидел да бакне продавачка во продавница за мебел, па завршил во полиција.
74 годишен неготинец деновиве се обидел да бакне продавачка во салон за мебел во Неготино. Дека ваков случај имало во Неготино потврди Анита Стојковска, портпарол во секторот за внатрешни работи Велес. Околу 15:30 часот 74 годишниот неготинец влегол во салонот за мебел во Неготино и се обидел да ја бакне вработената. Таа се отргнала од него и повикала помош. По пријавување на настанот лицето било приведено во просториите на полициската станица во Неготино и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок, рече Денес Стојковска. Почна пријавувањето за надпреварувачи во кроење најдобри домашни вина и раки и подготовка на традиционални специјалитети во рамки на предстојното славење на Свети Трифун во Демиркапија. Во општина Демиркапија започна пријавувањето за надпреварите во кроење најдобри домашно произведени вина и раки и подготовка на најдобри традиционални специјалитети, кои ќе бидат дел од стопанско-културната и туристичка манифестација Недела на традицијата Свети Трифун 2014, која ќе се одржи во Демиркапија на верскиот празник Свети Трифун во февруари. Традиционално, како и секоја година, се организира оваа манифестација во чест на празникот кој се смета за заштитник на лосарите. Предвидени се базар на вина, раки, традиционални производи со дегустација, но и изложби на карикатури за вино и љубов, како и на стари фотографии, најави денес Виолета Јанкова, директор на туристичкиот едукативен тренинг центар во Демиркапија. За манифестацијата, која вообичаено е многу посетена, и годинава се очекуваат голем број на туристи, а предвидена и богата културно-уметничка програма. Екстерното тестирање, што вчера беше спроведено прв пат за матурантите, поминало без поголеми проблеми. Поради интернетот со половина час за доцнување, екстерното започнало во гимназијата Добри Даскалов Кавадарци, но поминало без проблеми. Екстерното тестирање, кое вчера беше прв пат спроведено за матурантите, се одвиваше речиси без никакви технички проблеми и со исклучок на две училишта каде проблем бил и интернетот започна според предвиденото во 9 часот и 30 минути. Ова е информација на министерот за образование Спиро Ристовски, кој информира дека во едно скопско училиште имало минорен проблем со врската, кој бил решен за неколку минути, а поради интернетот се доцнало само во средните училишта Кирил Пејчиновиќ во Тетово и во гимназијата Добри Даскалов во Кавадарци. Доцнењето беше половина час и потоа тестирањето започна и се одвиваше без никаков проблем. Интернетот е нешто што не можеме да го предвидеме, но суштински системот функционираше. Искрено сум многу задоволен од функционирањето на системот. Втор пат се спроведува како процес, а прв пат за матурантите и можам да кажам дека системот е многу подобрен и покажува исклучителен напредок. Сметам дека ваквиот начин на тестирање и транспарентноста на системот што овозможи целокупната јавност на некој начин да биде вклучена во системот придонесе тој да се подобри, нагласува Ристовски. Тој дополнува дека теста распоредите со кои треба да се потврдат предметите кои ги изучуваат учениците им биле доставени пред една недела на училиштата и апелираше до директорите максимално сериозно да ја сватат улогата во целиот процес на екстерно тестирање. Екстерното тестирање не е само процес на Министерството и на Државниот испитен центар. Исклучително битна е улогата на директорите, особено за неопходните системски реакции како верификацијата на списоците и распоредите со кои се потврдува дека соодветните ученици го полагаат испитот кој што е наведен во нивната предметна настава, вели Ристовски. 20.000 ученици полагаат екстерно тестирање во јунскиот рок, а во тестирањето офатени се 2900 професори и се полагаат 1524 предмети. Матурантите утре го полагаат и вториот предмет од екстерното тестирање. Во вторник на 28 јануари по текст на Васил Илјовски, а во режија на Александар Малинков, премиерно во Домот на културата во Кавадарци, Кавадаречкиот театар ќе ја одигра представата Бегалка.
Театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе Кавадарци во вторник на 28 јануари со почеток од 20 часот премиерно ќе ја изведе представата Бегалка по текст на Васил Илјовски, а во адаптација и режија на Александар Малинков. По подолго време на репертоарот на Кавадаречкиот театар премиерно се поставува битова драма, нешто кое според најавата предвидено е во иднина да се случува еднаш годишно како дел од програмските активности кои на Кавадаречката театарска сцена носат по 3-4 автентични представи по сезона. Бројната актерска екипа која ја носи представата е составена од искусни, но и млади актери, аматери, докажани во последните години во повеќе театарски изведби. Во Бегалка играат Душица Настова, Диме Боцев, Љупчо Настов, Милица Гоческа, Никола Деков, Коле Колев, Зорица Ташева, Снежана Карова, Валентина Ѓорџиева, Елизабета Златева, Виден Станоев, Бранко Најдов, Диме Коцевски, Љупче Шошев, Александар Малинков, Зоран Станоев и Даниел Уневски. Уметничката подршка или изборот на музиката, светлото, плакатот, сценските елементи се на Маријан Тодоровски и Билјана Соколова, а техничката, односно сценска работа или суфлерајот на Диме Наумчев и Игор Димовски. Од четврток 30 јануари со првата реприза Бегалка е на редовниот репертоар на театарот при Домот на културата, на радост на љубителите на драмската уметност. Предвидено е представата да гостува и на сцените во други градови низ Македонија. Облачно со врнежи од дожд и ветрови, тоа е прогнозата за утре. На планините над 1300 метри со врнежи од снег. Утринските температури од 0 до 7, а дневните од 5 до 13. Со информацијата за времето ги завршуваме вечерашните вести. Имајте пријатни мигови со нашата програма.